Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Несоодветни услови, оштетени пловила, недостиг на инфраструктура, се проблемите што со години се провлекуваат на Охридското езеро. Надлежните најавуваат реконструкција и модернизација на двете градски пристаништа. Проектот треба да донесе поголем капацитет и подобри услови за пловидба, со што се очекува да се задоволи потребата од современа марина во Охрид. Изградба на уште еден крак, продолжување на постојното пристаниште, овозможување на сите потребни услови од типот на електрична енергија, за напојување на бродовите, потоа еколошки начин за дотурање на гориво во бродовите, а не како што се прави сега. Потребата од наутичка инфраструктура, особено за еколошките пловила, едрилиците, кулминираше оваа зима поради несоодветни услови на централното пристаниште. 3 едрилици претрпеа сериозни штети, а една од нив и потона. Во секој случај да, за поздравјање одлуката на Министерството за транспорт и врски за реновирање на пристаништата и за модернизација, значи да ги имаме основните, минималните основни технички услови за седрење на пловилата. Не е ова само и другото пристаниште што го имаме, што е направено во минатиот век. Проектот веќе има првична согласност од УНЕСКО во Париз, а деталите ќе се финализираат по нивните забелешки. Уредените пристаништа се очекува да бидат готови до почетокот на идната сезона. Со решение на Државниот инспекторат за храна се забранува за пиење водата од локалните водоводи во селата Свиништа, Завој, Куратица, Речица, Опеница, Вапила, Косел или Воишта, информираат од општина Охрид. По извршените лабораториски анализи констатирано е отсуство на резидуален хлор, а во Свиништа, Куратица, Речица и Опеница и микробиолошка контаминација со присуство на Ешерихија коли. Се задолжуваат местните заедници од овие села да обезбедат безбедна вода за пиење, а дотогаш водата што се користи да се преврива 30 до 40 минути, посочуваат од општина Охрид. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и председателот на Белградската општина Стари град Радослав Марјановиќ подпишаа меморандум за пријателство и соработка меѓу општина Охрид и Стари град, историското и културно срце на Белград. Започнуваме ново поглавје на соработка и поврзување. Ова представува вовед во официјално збратимување на нашите општини и отвора врати за размена на искуства во локалната самоуправа, културна соработка и промоција на заедничките вредности, проекти во образованието за нашите млади, развој на туризмот и поголема регионална поврзаност. Верувам дека оваа соработка ќе донесе конкретни придобивки за нашите граѓани и ќе послужи како пример дека заедничкиот напредок се гради преку силна меѓународна поддршка, истакна градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Денеска се изведува симулацијски вежби за евакуација при пожар во основното училиште Братство и единство во објектите кај Крстџамија и во Лескајца. Вежбите се во рамки на активностите на Црвен крст во координација со сите надлежни служби за делување при несреќи и елементарни непогоди. Наша обврска е на секои 2 години да извршиме вежби за евакуација при елементарни непогоди. Во соработка со сите надлежни институции, значи противпожарната прва помош, Црвен крст, МВР Охрид, денеска извршивме една показна вежба за евакуација при пожар. Мислам дека помина одлично. Да речеме, децава навистина сочувствуваат со целиот настан, возбудени беа и помина во најдобар ред. Мислам дека потребно е често да се практикува и ние практикуваме. Значи и како законска обврска, но и како вежба реална.
Ваквата практична примена на оперативните планови за заштита и спасување и плановите за евакуација е исклучително важна за увежбување и подготвеност за било каква неповолна состојба. Истовремено на овој начин се проверува функционалноста на плановите и предвидените патеки на движење, при што се утврдуваат евентуални пропусти. Предизвик се стари се зградите, луѓето се на некој начин опуштени, не се сконцентрирани, не зборувам за луѓето само во училиштето, зборувам за институциите. Ево овде имаме голем предизвик во Братство, во основното училиште во Братство, Кршџамија, каде што не сите влезови за интервенција во школото, значи влез, зборувам во поширокиот опсек на школото, значи во дворот, не функционираат сите влезови. Во реална ситуација во училиштето Братство и единство пристапот на возила на противпожарната единица и брзата помош и нивната брза интервенција би биле отежнати поради блокиран влез од улицата 7 ноември, каде просторот е попречен од контењери и паркинг. Директорот Џемал Мехмет апелира до надлежните институции да се најде соодветно сообраќајно решение. Апелирам да се среди на некој начин. Тука опфатени се повеќе служби, но врата е оставена и така натаму, само треба да се сообраќајно да се реши. И ако кажав, цело училиште, значи од сите 4 страни, ако е со патишта, многу често, значи во реална ситуација би било потребно да се стави функција и вратата, влезната врата во предниот, односно јужниот дел на училиштето. Ваквите предизвици и пропусти утврдени со показните вежби се нотираат во соодветен извештај кој се доставува до училиштата и до надлежните институции. За конкретниот случај е посочувано изминатите години, вели председателот на Црвен крст Охрид Сашо Точков, и додава дека мора надлежните да постапуваат. Дел училиштата постапиле, дел не постапиле. Денеска ќе имаме и во основното училиште Братство во Лескајца, каде што во планот не беше евидентиран затворен излез. Значи, школото правило некоја реконструкција, излезот го затворила, треба тоа истото во планот за евакуација да се стави. Предпоставувам, односно знам дека не е ставено и ето повторно апелираме до школските власти, до школата, до директорот, до наставниците, до сите оние кои менаџираат, но пред се до локалната самоуправа, посебно овде каде што се работи и до сообраќајната полиција или кој што е надлежен секторот за сообраќај во локалната самоуправа. Ова мора да се реши, мора да има простор, амбулантно возило, возило на противпожарно возило, да може да пристапи за безбедно да действува. Вакви показни вежби ќе се реализираат и во останатите средни основни училишта во Охрид и Дебрца како дел од континуираните активности за унапредување на безбедноста во училиштата. Законот за заштита и спасување налага и во сите правни субјекти да се вршат вакви показни вежби еднаш во 1 до 2 години. Поради големиот интерес и целосно исцрпување на предвидените средства од буџетот на општина Охрид за ранливите категории граѓани, за домаќинства кои имаат лице со попреченост, самохрани родители, згрижувачки семејства, пензионери, се прекинува јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем за затоплување инвертер клима уред за 2026 година, информираа од општина Охрид. За овие категории граѓани беа предвидени вкупно 750.000 денари за субвенција на трошоците за набавка на клима уред и истите во целост се искористени. За останатите домаќинства јавниот повик се уште трае се до исцрпување на средствата. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за определување на малопродажните цени на нафтените деривати во која се вклучени повластената стапка на ДДВ од 10% освен за мазутот и намалените износи на акцизите за дизелските фракции од 4 денари по литар и за бензинските од 2 денари по литар. Така дизелот од полнојк поскапува за 2,5 денари и ќе чини 98 денари за литар. Цената на бензинот Евро Супер БС 95 се намалува за 0,5 денари и ќе изнесува 83,5 денари за литар, додека цената на Евро Супер БС 98 останува непроменета и изнесува 85,5 денари за литар.
Екстра лесното масло за горење од полноќ ќе се продава по цена од 95,5 денари за литар, додека мазутот ќе се продава по цена од 51,311 денари за килограм. Со денешната одлука, малопродажните цени на нафтените деривати се зголемуваат во просек за 1,41%. Регулаторна им укажува на нафтените компании да продолжат со постојаната пракса и да го вкалкулираат обезбедениот попуст од страна на владата со главниот добавувач ОКТА и да ги намалат малопродажните цени за 3 денари по литар за дизел и 2 денари по литар за бензините, со што ќе овозможат бенефитот од ова намалување директно да го почувствуваат граѓаните. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со мала облачност. Максималната температура се искачи до 20 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Утринската температура од 4 степени, а максималната дневна ќе се искачи до 20 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 1 до максимални 26 степени. Од среда и во деновите потоа ќе преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во сабота. Поради продор на постуден воздух од север на планините и на некои од повисоките места врнежите ќе бидат од снег. Од четврток температурите ќе бидат во позначително опаѓање.